Нов ден, нови авантури. Секако со мене, вашиот шеф Марк. Неуморно продолжувам да ги истражувам нашите убавини, кои ги има толку многу. Но тоа не значи дека не треба да ги цениме. Затоа повторно патувам со еколошко возило, електричен велосипед кој ми нуди посебно уживање во разградувањето. Некои места ми остават толку убави спомени и како нешто да ме тера да се враќам таму. Ова недела одиме во Велес, преубав град со прекрасни луѓе и интересни приказни. Ке посетиме еден нов концепт каде се подготвуваат сладки задоволства со многу љубов и хармонија на здрава храна со локални производи. Здраво, добар ден. Добар ден. Вие сте Емили? Емили, Да, точно. добро на доброто место. Шекерче, Да. вие сте шекерче. Така е. Шекерче. Ајде да го видиме шекерот каде. Еј, какви убави колачиња. Навистина овде. Вау. Овде за мене некако Диснейланд, ама лично нешто така обожавам. Кажете ми Марко, што има како состојки, како се направени овие преубави колачи? Основата на сите колачиња се од јатки добиени. Добро, Да, оревчиња, лесничиња, бадемчиња, индиски ореви. А за сладувач користам јас лично мет и урма, затоа што ми се мене баш по вкус. Секако луѓето кога доаѓаат кога се нарачуваат имаат опција да бираат со засладувачи. Океј, може по нарачка да му направите нешто посебно за секој? Да. Браво, тоа е ретко со... Нарачуваат тортички, имаме мини тортички, изработуваме исто така ти бараат за родендани се како за еден или за двајца. Оваш ја ставаме претежно во нив, се користи темна чоколада, 70 над 70% какао. Најдоброто тоа Марко горчиво така. Да, Вау, да. топ. Гледам имате Одлично ги крофни доле, синхронизира. имате ова тоа. Кето крофнички имаме, да, цели тортички имаме. Дали имаме една желба? И мислам ти знаете која е моја желба? Дали можеме да готвиме заедно нешто? Се Да направиме разбира, нешто. се Оти разбира. дојдов да ги видам, Се да ги разбира. пробам, ама сакам да ги готвиме. Да, Знаете секако. што? Еј, одиме во вашето, како да кажеме, ателие, лабораторија, Лабораторијата на шекерце. лабораторија на шекерче. Ајде, одиме. Види, како зборевме и све за навистина за луѓето што е преубав, шекерче е секаде. Ама шекерче, јас сакам да го пробам. Јас сакам да готвиме нешто, да готвите нешто за мене, да покажеме на гледачите што не гледат, нешто посебно. Вие готвите на вашиот начин и тоа многу обожавам да најдам готвач или сладкар што готви нешто посебно. Не тоа обично што се печи во рена, овде ништо не се печи. Се пече, има Се и пече? печени работи, има и мислев дека непечени немаше работи. непечени. Има и печени. Има и печени. Да. Ама што ќе готвиме ние денес? Денеска ќе правиме и тоа и тоа. И Ќе тоа и тоа. правиме, да, Ајде. и непечено и печено. Две Окей. работи ќе направиме. Тортиче ќе направиме едно, тоа е непечено. Тортиче се или заврзува. тортича? Па, тортиче. Тортиче, Така. добро, окей. Па ајде, И ќе покажете ми правиме- нешто една од вашите тајни што ќе можеме, така што ќе можат и гледачите може да го направат исто и кај нив. Истото Не може. ги ставајте точни состојки и светове за да имате Да. нешто, за да мора да дојдат кај вас за да го Така е. јадат. Да. Ајде, што имаме тука? За непечени тортички користиме индиски орев, сиров. Сиров. Индискиот орев, да, го Ни потопуваме. печен, ни ништо, тоа е... Не е печен, не е ништо. Окей. Го потопуваме сировиот индиски орев со жешка вода. Жешка вода, обавезно ладна вода не оди. Гравот се става, Ладна вода навечер се потопува индиски А, орев. добро, за да тогаш ќе целено. целено. Сега во интерес на времето го ставаме во жешка вода. Добро. Основата за тоа тортиче го правиме обично овде со ореви, со бадеми, со лешници, со индиски орев, може да се направи комбинација од сите тие работи, може да се направи само од ова, само од она. Има луѓе кои што се со алергии. Точно, тоа е И проблем не помену- глутен, не све, поменуваат, да. Едно прашање, голем дел од намините сигурно се од македонско производ? Или работите со... Па, све што има во Македонија го потребувате, индискиот што нема... орев мислам дека е Не, увезен, не. а другиве работи се сите мислам Македонски. си имаме ние бадемови, имаме ореви и све, оревче, И имаме јас дома имам орев и све. лешниче, ете така. Точно. Да. Супер, Тие работи ајде. се тука и гледаме ние тука да ги набавиме локал.
од луѓе што ни се тука од Велеси, Велешко, од мали бизниси. Ова и ова. Почнуваме со оревите и со бадемите? Да. Едните ми се за крофни, другите ми се за тортичето. Да, вие си знаете, правите, На јас не вас, знам. ајде ви одберете да го правиме со Ајде ореви со или ореви, со бадеми. ајде, прво ореви, ајде, Со да ореви идеме со да ореви. правиме. Готово. Оревче многу хубаво ореви со румче. Со рум и со, мислам ти со раќа. Ние малце и рум. Ајде. Ова може на страна да го ставам? Може. Да не ми смета? Ајде. Хвала ти. Па да бидам тука Ова да правам се нешто, градира. осем да гледам само, да се гледа таму. Хап, ете така да. Вуаля. Одиме? Треба да го уклучиме за да... Ако со струја подобро е. Немаме уште силна на динамо или генератор, ни треба струја. Епа да. Океј. Ситно сецкано гледам, ситно блендирано, ситно мелено, како се кажа, ситно мелено, Ситно мене. ситно мелено. Што додаваме сега во Сега додаваме урми. урми? Да. Океј. Чекаме урми. Сандра, асистент. Епа, Сандра, фала ти многу. Епа, урмите ги имаме. Повелете. Благодарам. Тоа е тоа. Хоп, Сандра дојга. Одлично имате супер асистентка. Ке се гледаме со незе после. Да. Мислам ти ги има друга задача после. Ке има друга задача да. Ајде, ние продолжуваме. Ја ова Урми. сакам да го правам со нараквици. Многу луѓе се покажуваат шефови со ракавици и све тоа. Кога се работи за луѓе, кога се продава, кога се дава за јавност или нешто така, навистина се разбира оти се работи со ракавици. Сега кога се работите дома, во затворен круг, приватен круг, да кажам се, ракавиците за мене се повеќе шоу. Да. Нема. Да си ги миеш раците кои сега што треба и све, уште е подобро. Ајде да не влегуваме во детајли, многу луѓе, ракавици, имате право, јас како го правите, го почитувам. Ете, тоа е најважно. Колку урми ни требаат? Јас да ви кажам правам се едукативно. Епа исто како мене. Да. Немаме рецепт така стрично пишано и све, си правиме така како ни доаѓа инспирација, тоа е моментот на вистина. И така, секогаш мислам ти го имаме најдоброто резултат. Во поранешни емисии што правив, неколку пати направив јадење такви стави, што никогаш не ги направив, а дојдоа фантастични. Одлично. Да. И сега денес мене ми е исто што ќе учам нешто ново. Ајде. Урмите, оревите, што правиме сега? Сега ми дела сакас, ќе ги искористам овој. Добро. Океј, кога се имаше. Така, ви треба тоа уште? Чега треба? Пардон, ќе оставим на страна сега да ви помага. Извините. Урмите се мелат. Да Океј. добиеме хомогена смеса. Меса. Сандра ни треба сега за румот да не го подаде. Сандра, само да го кажеме, Сандра, рипа. Само Епа, што имаме- го мислиме, Сандра, Само одма го ќе мислиме, кажете да. на Ама треба да го кажеме, ти уште не чита во мислите. Да? Може да ги чита. Може може со вас. Со мене малку по, Ајде. Многу Се малку гледаме рум, значи после. само за шмек. Многу малку само за шмеки. Да. Добро. Јас ги сакам норевите со рум, Океј. малку вода. Како да кажеме, го дига вкусот. Да. Немам. Сандра? Вода. Сандра. Сандра, како кажам, секогаш ќе ни требаш. Мора. Па да, без тебе не можеме. Фала, Сандра, мерси боку. Ајде, повелете. Благодарам. Хоп. Све? Да, добро. Нема. Нема премногу, не? Не. Добро. Ја се блендира. Ама може и овака. Може и така. Супер. Какво го варите? Браво. И како убаво мириса на вистина со коњакот. Ау? Рум коњак. Рум, Да, да. пардон. Коњак, виж каде зашто јас коњак? Рум. Франција, коњак, обавезно. Па да. Зошто да не го направиме тоа со ракија сега? Со раке? Со Не сум раке. пробала, искрено може да Па, пробам. зашто да не се употреби ракија? Ром, за навистина се употребува секогаш за десерти. Ама ракија зашто да не? Ракијата кај нас мислиме дека се користи за свашта, за се. Па за тоа зашто да не го ставиме во таа Надворешна, внатрешна дезинфекција. Знаеш што? Јас ќе го направам со Масажа. ракија кога ќе ми дојдете нешто. Готово може. А вола, предизвикот тука е да употребиме ракија во рецептот. Јас ќе го направам со ракија. Да. Една состојка што е напишана
за кога ќе дојдете. Сандра. Оти да ви кажеме сега, одиме со нови емисии, ова е нов концепт. Јас одам кај луѓето кои во рестораните, во сладкарници, кај луѓе што готват посебни начини на рецепти, посебни начини на готвење и све тоа, а предизвикот е јас после да ги имам нив како гости кај мене во мојата кујна и да готвам на мојот начин, ама на нивниот начин. Ќе биде интересно. Ете, сега го знаете, малку откриевме малку тајната, да кажеме. Ајде, како го правиме сега? Ова ќе биде како подлога. Да. Добро. Тестенце. Ова би требало уште или може да се чисти, да се Тоа пере? може да се измени. Сандра, повели? Што ќе правиме сега? Сега ќе го блендираме индискиот орев. Океј. На Индискиот тоа орев ќе треба бъде... се Океј. процеди и да се измие добро со ладна вода и се блендира. Океј. Сандра? Yes. Ајде. Сандра? Повели? Сандра, го изми. Сандра, ти благодарам за индискиот Фала ти орев. многу, па мислам оти без тебе Не може без нас. Не. Све тоа треба за Да. коштат. Коштат овие наменици, да, тоа е нешто, оти знам од индиски орви во Македонија, не се... Не се ефтини. Не, браво. Ама мислам оти имате постојни цени, а? Така се вика пристојни цени, Павло, тоа што продавате. Оти На навистина... на мојот производ? Да. На мојот производ, да. Сега во оваа треба да оди мед. Метуше, Да. Сандра, Ако можеме да пак, да да. ставиме во чиничот тоа. добро. Можеме да продолжиме тоа или Исто треба мет може, внатре? да. Наместо мед може да се искористи и ксилитол. Врезов шекер е тој. Добро. Да. Ова е шекер, ама не е шекер. Замена за шекер, да, за сладолед. Гзилитол. Ксилитол, да. Гзилитол. Ама е здраво. Здраво. Не е нешто хемиско. А? За мене медот, лично за мене, значи медот Мед, е најздрав добро. и ја тој си го користам највеќе. Добро. И јас сакам мед, навистина да се употреби многу добро. Ајде, Вкусот е мед. добар и добра мед. синхронизација има со овие работи. Точно, сега мед и имаме раќа ќе мора да ги стевија. употребиме. Ајде, мед и раќа. Две наменици што ќе мора да ги употребиме. Но ова ќе се направи како паста, ма тешка паста. Како паста, да. Браво. Тоа е мед, посебен мед? Боровски мед или нешто? Не, ништо посебно. Од Верес? Од Велес. Од Верес. Епа. Се разбира. Па да. Да бидеме горди како Да. пастрамањата од Велес, Точно. медот од Велес. Што имаше од Велес? Кочараци. Да, кочерацината, тоа го знаеме, да. Немчините. Овде е карши негде, овде сме карши школото или не знам ја. Да. Гимназијата е еднака. Гимназијата, да. Имав прилика да дојдам во Велес, од првите емисии што ги направивме на авантурите на Марк, бевне со месио Панче Ќумбев, го поздравуваме во меѓувреме, тој беше навистина водич од емисијата во Велес, беше прекрасно. Голем поздрав, месио Панче, се знае. Добар да Овде, близко ви живее овде, од кај вас, а? Не знам. Да, јас знам. Малку, Се помачи. па, Тортава ќе ја правиме со маракуја. 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 Во француски јазик вија маракуја и fruit de la passion. Да. Passion, Пасифлора. Да. Пасифлора. Пасифлора ме матичното стеблото ме е пасифлора, така? Пасифлора, добро. Така нешто. Пак се други зборови по македонски што en français c'est fruit de la passion. Да. Voilà. Passion fruit. е. Passion fruit, точно така. Јас додека да дојдам до името на македонски, па си браќа, па ова. Ма мислам, оти тешко се наоѓаат во Македонија, оти во Македонија го нема, тоа е нема, тропика, го знаеш, да. да, Тропско тропика, овошје. да, тропско овошје, а има посебен шмек, Посебен. преубав мирис, ова е, се прават коктели, се прават пуно ствари со тоа. Да. Да. Тоа не е нешто што јадиме секој ден. Тоа мора да се проба, да се ужива Точно. во тоа. Тоа секој ден, мислам, оти ќе ви дојде до така како сите убави ствари. Секој ден ќе имате резултат еве овака како мојот. Јас здраво се хранам, ама Епа, сите се. Мислам, оти сите го имаме истиот проблем. ете така. Сакаме да јадиме, да јадиме здраво, Гурман. ама количините малку се претерани. Ете така. Знаете, јапанците како прават они јадат до 80% и стопираат. Да. Тоа вие 20%
не го пунат стомакот, го остават за нареден пат. Да. И така не се, ама пробав, не оди. Не оди, а? Не. Ни мене. Кокосот да го имавме сега, ќе ми ги олесна, мислам не мене работите на блендерот. Кокосот млеко, да. Ама како правиме без кокос млеко? Каков мирис убавина. Сега сајме малку кокос, Кокосово масло. масло. Ете тоа. Кокосово масло и имаме тука малку куркума. А и куркума оставате. Куркума за боја, за мирис, за вкус. боја. Да. Во Куркумата мирисот- е еден жолт, што се употреба во кари, што се употреба во многу рецепти и све тоа. Мирисот и вкусот на оваа конкретна куркума е изваден. Аха. Не се осеќа, Ова се осеќа само бојата. како боја. Добро. Бојата е само. Окей. Многу Природни јака. бои, Да. користиме ние овде бои, природни бои, се користи спирулина, зелена, сина спирулина. Да, браво. Чај, мача чај, такви ствари, зелено го потребате? Браво, и јас го. Епа мача чај, имам дома. Мача чај, мед, ракија, одиме. Имаме 3 наменици што ќе мора да ги употребиме за да направиме нешто, за да ве изненадувам. Може. Мора да се меша внатре, тоа е... Вау, сега мислам оти смена. Ова ви треба уште? Не. Не. На страна. Шекерот? Так, зили таму. Вала. Ама не може да Исто и тие работи се малку потешко да се најдат кај нас. Зилито, елитрито, Ми имаме сега и повеќе продавници специфични со Да. здрава храна и све тоа. Да, луѓето мислам почнуваат да пазат на нивното здравје. Корона не научи да почнеме да живееме малку по-здраво. Многу луѓе се имале страв во таа периода, да ви кажам право и јас имав страв. Ако го отвач ако све и навистина почнав да размислам да се хранам на малку по-здрав начин. Навистина вие ни помагате, оти луѓе како вас од тогаш и повеќе дојдоа на пазарот да кажеме, со такви идеи, со такви начин на готвење и сега можам да кажам оти се ова е тренд, ова е хит. Многу барано и треба да има и уште повеќе луѓе што треба да готват на тој начин. Вуаля, уау. Ова завршено? Ево, убаво. Мене ми е убаво и така кога ќе ми крцне. Да, супер. Крскаво така под забот, супер, многу добро е. Ова. Си го ставам на страна. Добро, окей. Тоа е втората фаза. Повели и лажица. А, и лажица уште може. Готова. Доста. Тоа пичево сега како овакво оди во замрзнувач и се вади после за да може лесно да се извади од калап. Добро. Дали се става уште нешто? Декорира. По желба. Можеме да ставиме Чоколадо, чоколадо, да. да. Може Желе нешто, едно желе. Желе. Да. Желе Да се обично направи, правам да. јас со агар-агар само. Да, обавезно. Да. Далги, да, тоа и ја го употребам. Да. А и исто употребам. Браво. Ето Агар-агар.
Супер. Обично маракујата ја Ова може да кажеме тоа е комбинираа со завршено. манго, тоа е завршено, да. Може да Една празнувач. рецепта завршена. Ќе видиме, имате спремно тоа после за да можеме да го гледаме. Спремно имаме друго. И тоа ќе го Ќе објаснам. видиме после. Да. Ајде, одиме. Да се проба понатаму. тоа и тоа. Втора рецепта. Втора фаза. Втора фаза. Малку време помина. Се спремавме за втората рецепта. Втората рецепта. Што ќе правиме? Кето крофнички. Кето Кето крофнички. Кето крофничи, што е тоа? Кето крофничи? Кето крофнички се дел од кето диетата и таа е исто доста популарна. Уште диета, добро, ајде. Исклучува јаглохидратите ги сведува на минимум. Океј. Така да се што ставаме во кето крофничките има многу или воопшто нема јаглохидрат Океј. и се препорачани значи се дел од таа диета што ние ги користиме доста често. Океј. Се популарни и ги бараат. Да, кето, кој одиш во лиде кето. Ај јас кето. Океј, ајде Се касно, нешто Да. се касно. Мора, знамо ти се јади со големо количини. И Тоа за луѓето што јадат многу. Кето диета е многу добро, ти се јади големи количини. Ама се избегнува, како ни кажавте? јаглохидрати. Ете, вала. Ајде, имаме една рецепта од кето. Јаглохидратот, шеќерот. Супер. Ево, Почнуваме сега со малце бадеми. Бучно, бадеми се. Баде се изгубени или ништо? Сирови бадеми. Чисто сирови бадеми. Да, Ајде, океј. Може и бадемово брашно да се искористи, ама јас сакам овака да А ќе мелам бадемово со тоа со брашно? малце кранчот да се осети од бадемот кога е грубо мелен. Бадемовото брашно, како кажувате вие, веројатно не го знам. Ја ова го употребав јас во Белгија, има посебна рецепта во Белгија што се вика франжипан, и тоа е само со бадеми, шеќер, јајца и малку брашно, тоа е нешто вау. Да, ама бадемово брашно, не го знае тоа. Да му ти прават сега оризово брашно, што е многу добро, многу здраво. Ама шеќер додаваме. Шеќер. Како се вика? Силикон. Ова пак го. Убаво да се измеша. Тоа Океј. долго. Вала. Јајца. Имаме јајца. Еден од ретките Ова не е веган. рецепти. Не е. Да. А веган јајца ми каже за нареден пат. Ќе имаме вегани јајца. Може од Петер ќе бидат или не знам што, ама ќе бидат вегани. Ќе најдеме. Океј, 2-3 јајца. Океј. Наталка. Добро, ќе ги изматиме. Чисто малку така или треба да направи пена или нешто. забавно. Ако така може да покажем само чисто малку да се маке. Ете така. Океј. Ништо не додаваме сега, само матиме. Ставиме малце хималајска сол, хималајска арома сол. ванила, да. Океј. Ванила, добро. И тоа е тоа, и се печат. Едно прашање, зошто сол? Хималајска сол? Да, има Мало се лезе. интензитет на вкус додаде. Океј. Во сладкарното, како да кажам, дело, навистина многу пати се додава малку сол, Да. за да го дигне вкусот на шеќерот. На шеќерот, да. Ете, да, браво. Океј, чисто така. Малку пена да има, да види малку по-лежерно, а? Опуштен. Опуштено, па, ние сме опуштени, мислам, а? Од почеток што снимам, а? Марко ви беше чудо, каже, не, ја не можам без пред камера, што ќе види, што ќе види. Не. Одлично. Многу добро се снаоѓате, а? Супер. Матиме уште, па да. Сега додаваме смесата што е од бадеми и од шеќерот, да. Океј. Одлично. Едноставно, и ги гледам рецептите, ич, не се комплицирани. Не комплицирани, не. Да. Браво. Ама тоа е најтешко, мислам, да се направи нешто едноставно, со едноставни намирици, а да биде вкусно. Да. Навистина? Да. Дајте 2-3 намирици и правите нешто од тоа, тешко да се најде да се направи нешто. Овде се од тоа го имаме. Со минимални намирици имаме нешто браво, нешто сладко, нешто убаво. И здраво вкус. И здраво. И здраво вкус. Ставаме малце арома ванила. Добро, малку повеќе. Океј.
Сега Сандра ќе треба да ни донесе едно пecivo. Сандра, обавезно, без тебе не можеме. Имаме прашак за пecivo. Добро. Една Малку кеса. прашак, не е цела. Да, малку само, да. Само да се, кога се пече, да се, Да. да. Да се, не знам како да се здебели, не да се здебели, да се, Да се подое. да се Подое. подое. Ете така, хвала. Да се подое. Да се даде на значење. Добро. Да биде воздушено, со воздух внатре, да биде малку по-лесно. Да. Окей. Не ми кажете, оти смесата сега е спремна така? Спремна. Ајде. И готово, печеме. И директно печеме, не оставаме малку да обстои, не, ништо. Директно се пече. Браво. А тоа е многу брзо. Стои додека да се загрее апаратот за кропни. Добро. И тоа е тоа. Апарат за крофни, добро. Дали можеме това да го направиме, да го снеме во зејтин или нешто така? Не, нема да Не сум држи. пробала искрено. Или да го снеме сега во калап и да го Може печеме во во калап, рерна. да се пече И во рерна, може. Да, може. Епа. Гледате варијанта да се направи ова, да се стави во калап за печење во рерна. Ми ќе го печеме колку 20, 25 минути, 30 минути, колку да кажеме, ако го ставаме во калап. Многу кратко. Кратко се пече тоа. Да? Околу Што му 5 ставате? минути максимум. Масло од кокос. А, масло од кокос, а? Масло од кокос. Секаде од све потребувате само Масло од кокос. да. Некаде во солените работи кога ги правам, ги изработувам со ладно цедено масло. Добро. Сончоглед, такви ствари употребувате? Да. Па сме во Велесов де Кристал, Да, обавезно. да. Без него не можеме. Не би во Чекайте малку да правиме место. Место му се. Ова е загреано, а? Тоа е загреано, малку Ајде. ќе му додаме на ова лимета. Ја обично не ставам лимета. Аха. Зошто ви текна на моментот лимента? Ви фали малку нешто киселко, така една жичка, нешто, да? Да, лиметата ми дава некој посебен вкус. Ма јако е, лиметата е јака, лимон да ќе разбирам, ама лимета е многу да не го смени многу вкусот. Па ќе Нема. пробаме после, ќе видиме. Малку ставивме. Ајде, ќе видиме. Јас сум навикнат во кафето секој сабајле да ставам шекер зашто да бидам насмеан цел ден. Ако ставам лимета ќе ми биде тешко, ама Така? да. Ја избегам све што е кисело и све тоа. Имам киселини и не ми оди. Ама ајде. Јас сум една детке која сакам многу горчливо. Да? О, јас многу сакам. Да јадам горчливо и така, ама да пијам горчливо сакам многу. Кафето сакам да се бале да ми е горчливо без шеќер. Колку е по-горчливо, толку по-добро. Само да му покажиме Готово. на колегата како го пуните тоа. Така. Ова. Да ги пониме на половина од себе. На половина. Да. Другата половина ќе качи внатре во другиот дел на калапот, ќе се дуе. Порасне. Ќе порасне. Да. По македонски ќе порасне. Касни порасне. Да. Ние сме тука некаде. По француски он ва гонфле. Ќе се дуе, ќе се Ќе се надае како балонче. Да. Ова прво изгледа. Многу сакам такви ствари. Ама и мириса убаво. Секојаш кажувам, жал е што на телевизија Да. не можете да го имате само погледот, да го имате и мирисот и вкусот. Има такви телевизии, кажете оти во Јапан или не знам каде, има така во ќошот, едно посебен, чепкате така, мирисате. Мислам ти го измислиле тоа. Да? Да, јапанците или кинезите, не знам кој, има нешто така. Па нека Да го ви имате сликата и мирисот. И јако треба да биде. Одлично. Оти ова, приубаво мириса. Оу. Колку време? Па, некои 3-4 минути. О, 3-4 минути. Па, ајде се враќаме за 3-4 минути тогаш. 4 минути помина. Еј. Да видиме Јас што сме на тоа, направиле. само со мирисот, ја мислам оти ќе се здеберам овде. Тешко ми е, на вистина. Ајде да видиме. Ајде, окей. Какви се Кето убави. кровнички од бадем. Кето крофничи од бадем. Ама мислам оти, така се јадат или фали нешто да... Им фали нешто, Што им фали? Ги украсуваме со Со што? темна чоколада. Темно чоколада. Да. Сандра ќе ги го направи? Сандра ќе ни го направи. Па Сандра, мислам оти ти очекува уште малку работа. Добро. Ние ќе правиме уште неколку и овие ќе ги дајме или чекаме све да ги завршиме? Не, ќе ги дадеме, ќе си работиме синхронизирано. Добро. Ние Океј. тука, она таму. Ние мислам за
овие рецепти завршивме, ќе одиме на вториот дел, ќе одиме каде? Кај Сандра. Епа, здраво, добар ден гледачи. Од каде доаѓаме? Доаѓаме од Велес. Велес бевме кај Шекерче. Пак сме сега во мојата кујна. Мојата кујна, како секогаш кажувам, мојата кујна, да. Кујната на Беко, Нептун, Президент, Алпско, Ројал Фиш, Карес, Унибанка, на сите наши партнери што не помагаат да можеме да бидеме и да обстоиме, и да преме преубави емисии и да име преубави луѓе кај нас. Сега, тоа е новата идеја, готвиме заедно, двајца сме во кујната. Емили, така беше тоа ти. Да, не го заборев, не беше толку време што се видовме. Ти кажав, ти ветив, ти ќе те изненадувам, не знам дали ќе успеам, оти навистина кај тебе беше нешто посебно, ти што го работиш тоа и одамна. Јас малку гледав, крадев неколку идеи, ти готвеше со рум. Јас ти кажав, оти денеска ќе употребам ракија, бела ракија, сакам бела ракија има малку појако вкус, така, подобро изгледа. Ќе направиме еден рецепт со банани, круши, ќе му дајме ореви, бадеми, ќе ставиме малку джем од кајси, сусам, ќе видам, ќе мешам, ќе видам, ќе најдам нешто посебно. Што мислиш? Се од убаво по убаво. Се од убаво по убаво? Да. Добро. Пак ќе кажам, ти ми беше, како кажам, професор, ми покажаше. Сега јас малку ќе правам. Очекувам од тебе денес, па да гледачите да знаат нешто повеќе. Кој е Емили? Зошто Шекерче? Приказната за Шекерче? За Шекерче, за тебе Македонија, за многу ствари. Неколку тајни, ако има, нешто крскаво ако има. Ете тоа. Јас ќе почнам и ти слободно ќе разговараме. Може така? Може. Ајде, супер, ми се допаѓа така. Насмевката е врв. Ние сме двајцата манекени. Бас. Може така да се каже. Да. Ајде. Ти ќе си готвиш, јас да си зборувам. Јас ќе си готвам и ти ќе си збориш. Може така? Нормално обратно е. Жените готват, мажите зборат, тоа е. Во Македонија малку е се измешано. Се е наопачки. Да. Што ќе му ставаме? Да кажав ти. Да ти помогнам нешто? Да ти кажам право. Да си стојам да си уживам. Ете така. Јас уживав кога те гледав како работеше и сакам сега ти да уживаш. Ајде, кажи ми пак зошто Шекерче, што е Шекерче, кој е Емили? Шекерче е продавниче за здрава храна. Да. Под здрава храна се подразбира се што е, модерно сега да речеме. Тренд да го користеле, нашите баби, дедовци по селата, значи непрскано, домашно, одгледано. Како што спомнав и кога бевте вие кај мене на гости, сакаме соработки со луѓе кои што се имаат нивни мали бизниси, мало нивиче, така. Точно. На ситно што продаваат. Со околината што луѓето што произведуваат, да работите со нив. Медот го земаме од луѓе што си ги познаваме. Многу го почитувам тоа, оти навистина тоа ги помага сите во околината и сите сме среќни. Можеме да си работиме заедно, да. Точно. Шекерче се вика Шекерче. Шекерче, лукумче. Заради таа се името многу убаво. Одма се запамтува. Точно, навистина. Шекерче, јас само ти 100 пати го кажав, ти Шекерче доаѓа така, Шекерче во кафе, Шекерче, да, све може да биде. И жена може да се каже, Шекерче, како си? Точно, кај си Шекерче. Многу добро е тоа. Ја на сите деца им се обраќам со Шекерчиња, кај сте бе Шекерчиња. Точно. Малку сусам. Јас гледам имам сусам под рака, зашто да не ставим малку и сусам. Сусам, бадеми, ореви, банана, круша. Интересна комбинација. Што кажав? И ракијиче. Ракијче, мириса ракијче. Малку ракијче, да му дава чисто
мирисот и шмекот, па Ја ракијиче, освен по пиши, не сум ставила во друго ништо. Многу ме Маке- интересира како ќе Што е изгледа ова. Македонија? Македонија е ракија. Македонија е ракија. Па без рака мислам ти не се не рум доаѓа тоа од Америка таму негде. Не знам кој го донесе тоа уште пак Кристоф Колумб или не знам кој ни го донесе тоа. Кој некој? Некој таков човек да што Некој се таков. шеташе многу што ни дојде. Што ни го донесе тоа. Исто јас ќе ставам малку мед. Медот ова што го обожавам е мед што го донесов од Конче. Ми го дадоа таму во Конче и не можам да не го употребам овој и навистина е предобар. И Добре и квалитет, да, биоорганско нема. Да. Имам колекција од како да кажам, Медчиња? Секаде каде одам, кога се шетавме во Македонија во втората сезона, ми дава мед таму. Секој по нешто. Секој Ма по тоа нешто. и го дава, од душа го дава, и со душа е направено и Точно посебно така. нешто има Затоа во тие. многу почитувам што го правите, што работите со производители, што ви се во околина, што се луѓе што сака да го прават тоа, го прават со срце и Да. со навистина пуна убави страј. Ајде, многу збораме, ајде продолжи. Па не можам, таков сум ја, не. Бетер од мене е тоа. Затоа многу Ако сум тоа е среќен и супер. сега можам това да го споделувам двајцата бине. Во втората сезона бев сам. Ја си изборев сам. Не е тоа. Двајца е по, Двајца кога зборуваат? Не сум ја нешто многу зборлива. Мене како лажо, ти само зборе. Хајде. И Продолжете. така. Ајде, уште. Емили, Шеќерче. кој е Емили? Емили Емили. е собственичка на шеќерче. Добро. Океј. Со готвењето почнав 7 оделение кога бев, Океј. инспирирана од една емисија. Па не сум Што брзо? дипломирана. Не. 7 оделение бев многу одамна. Добро, точно толку сте стара? Па не Тука изгледа- некаде. Не изгледа толку Нешто стара. плюс нешто. Мислам од како мене не. Тука некаде Да не откриваме годините. Ништо за години Оти не нормално зборуваме. со секоја почитување никош не се праша колку години има една жена. Точно. За почит не се праша. Само ќе те прекинам 20 секунда. плюс некоја година. Супер, така. одлично, тоа е браво. Само секунда да го блендирам, да не те прекинам премногу време. Твојот блендер е многу потивок од мојот. Па Беко, Да. да не кажувам, ама они не се партнери и навистина опремата што имат, многу сум среќен да употребам. Убава парентеза, супер, ми се допаѓа. Не многу е лесна за работење и преубаво глед. Преубаво блендира, мене, јас сакам да го остам и да биде вака. Вуала. Ми се допаѓа што е тивок, јас ги предупредувам секогаш девојчињата кај мене што работат, пази ќе се блендира. Ако има некој во дуќанот, па жабе, ќути, чекај, Да, ќутиме. за да плати, ти нема да слушне ни цената. Ни цената ни се стојките, што е многу битно. Точно Доаѓаат така. кај мене во дуќан луѓе кои што се склони, кои што имаат алергии, нетолеранции. Да, мора да се И многу објаснуваат ни и е све. битно, да, соработката со луѓето ни е многу битна. Ете, тоа сакам Добре, да го кога ќе слушам. се каже за питијадата, имавме нарачки за безглутенски пити. Безглутенски пити. Това не знаем, Безглутенски ти пити. луѓето се порачат безглутенски пити. Пита пастрмајлија. Добро? И тие неколку што дојдоа кај нас во дуќан беа среќни и задоволни заради тоа што немаат со години јадено пастрмајли и пити. Баш поради тие алергии на глутен. И убаво е кога ќе дојде некој кој ќе рече леле, јас ова го немам јадено, не знам, 5 години. Тоа е гордост, да. И сега ќе отидеш некаде нагости, ќе си седнеш, ручек, сите јадат, некој со алергија што е само седи овака. Не може да си дозволи. Мајка ми е кај мене алергична на глутен и знам низ што поминува, знам со што се соочува. Да. Па супер. Па слушате, јас тоа прв пат што го слушам, да се направи пастрмајля без глутен. Добро. Безглутенска пастрмајлија имавме, да. Која е тајната да се прави пастрмајля без глутен? Што се употреба посебен брашно? Безглутенско брашно. Безглутенско брашно. Да. Може да се прави со оризово брашно? Може да се прави со ризово. Со ризово, Нареден пат ќе со пробаме. спелтино, има готови безглутенски брашна кои што се купуваат. Океј. Тоа се прави сега. Све имаме на пазарот. За да можам да имам подлога, да се стегне малку подлогата, ќе мешам од бисквитите со ова, како да кажам, смеса. За да може да се стегне и да има друга боја и друг вкус подлогата. Се сваѓаш? Да? Синхронизација. Да, верувај ме, ова што го правам сега,
Никош нема да Прв пат го правиш. Прв пат го правам. И нема да го направиш пак. Добро, ќе го гледаш. Ќе мора да се повтори, ако е убаво, Да. вреди да се направи уште една, зашто да не. Ама јас сум таков човек што многу сакам да, како да кажам, кога ми доаѓа моментот, кога ми доаѓа инспирацијата, да го правам тоа и е направено е. Оп, чек. И поминуваме на друго. Не знам, дали си ти на таков Така, начин? на тој принцип работам и јас, да. Па, мислам ти тоа е нешто што ни доаѓа од нашето внатрешно Точно. и това не полни со задоволство. Ако ти кажи некој јас сакам тоа, така, нема да биде исто. Ја обожавам кога некој ми кажува Марк, знаеш што? Прави што се сакаш. Оставам на тебе. Да. Ете тоа. И тогаш, мислам, целото уметничко, целото знаење, све што имаш внатре, може слободно. Да, многу ретко и вкусот да се промаши. Секогаш тоа кога ќе го направиш, ќе го послужиш, и е точно тоа луѓето што сакале да го... Точно тоа што им требало. Ете, се слагам. Малку сме исти, да кажеме. Неме на вистина луѓето се што така малку повеќе уметници и све тоа, мислам ти работат на тој начин, такви се програмирани. Знаеш, ние сме малку не да живееме во друг свет, ма да живееме на друга планета. Така е. Многу сакам јас тоа. Не ни треба насилно маска да наноси, не знам. Не. Нешто шаблон, нешто тоа, денеска мора тоа. Не оди. И знаеш што тип убаво изгледа. Почнува да убаво да ми изгледа. Да, многу сум среќен, но ти пак нешто многу едноставно, со едноставни намирници со што сите ги имаме. Да, што ги имаме дома, можеме да го направиме тоа. Гледаш? Ја правам 3 калапи овде, малку можеше и за појке, ама ајде за сигурност да направиме 3 десерти, еден за тебе, еден за мене и еден за кој ќе сака. И еден ќе си го делиме. Да, еден ќе си го делиме. Ете така. Вуала. Да не претеруваме. Океј, да ставаме позади. Ова многу лесно. Ете така. Калапот. Ајде, продолжи. Мораш да ми кажеш и калапчињето од каде ги зимаш. Бе, тоа ми дојде од Белгија. Така? Дојде со мене. Да. Дојде со мене од Белгија. Многу лесно, ова е направено за тоа, знаеш, го ставаш и го стискаш и... Да. Тоа е тоа. Ама сигурен сум, јас тоа го најдов во метро. Имаше метро во Белгија, имаш метро во Грција, имаш метро во Бугарија. Ги нема више, мислам ти се сменја, ама мислам ти има уште во Бугарија. Ке може да ги најдиш таму. Готово. Тргам за Бугарија утре. Да, па за тоа им ги бива. Така да кажеме, извини. Чекај. Сега одиме со малку мармалада. Од кај си? Тука сум. Джем од кај си, а нема ставаш ништо на джемот? Ништо. Чисто джем. Готово. Да. Сега ми кажем, кај си? Бе, тука сум. Па да. Кај си бе шекерче? Шекерче. Ете така. Ова е шекерно, ама без шекер. Не му стави шекер. Не знам дали видовте, нема грам шекер. Има мед, има бадеми, има ореви, има банани, има круша, има джем. Од кај си и имаме јас, за мене. Чудно им звучи на луѓето, јас кога ќе им спомнам дека од кога ќе престанат да конзумираат бел шекер, после извесен период, да речеме од година до 2, и пак кога ќе го воведат во исхраната, може да го почувствуваат, значи вкусот на шекерот смета, пречи, не... Точно. Кај мене барем... Ја исто го чувствам. Навистина, кога си помлад, да кажеме, лесно све го примаш, све јадиш, све пиеш. Океј, одредени години, поминуваат годините и почнуваш да нешто, чекај, шекер премногу, премногу мрсно, премногу тоа. Вкусот го менува на... Да, ете така. Вкусот почнува да се менјава. Валя. Не може да се почувствува некои, особено производители што се наши, еве, на джемови, на мармалади, малку по мој вкус претеруваат со шекерите и се губи вкусот на кајсијата, на јагодата, на... Одлично. Гледај. Имаме нешто едноставно, убаво. Едноставно, баш симпатични. Да. Што личи, што многу ми се допаѓа. Да не се прам сега, еве што сум, јас направив десерт. Ова е десерт, навистина многу лесен. Базенски. За ненајавени гости се овие десерти. Сите можат да го направат тоа дома. Да. Не.
Това е нещо, оп, извините, ама ова е за мене. Имам овде суви малини, на крај ќе му ставиме суви малини. Ете така. Супер. Еј. Одлично. Ова може и в ресторан да се даде. Да. А? Да. Ми треба нешто малку прелив, нешто така. Ајде ќе му ставиме малку медче така. Ќе му правиме мала декорација. Може, ова е. Вуаля. Во мојот ресторан може ова. А? Во мојот ресторан да го служам. Гле, Одлично. ќе пробаме. Ќе пробаме. Пред да пробаме, само тисне полека при крај. За жал, многу брзо поминува. Убави моменти се секогаш брзо и, не знам што, како да го кажам тоа, поминуваат без да го осетиш времето што помина. Мислам ти фали уште една мала. Зеленко нешто, да. Да. Без мента? нане, мента, точно така. Гледаш, хоп. Мора да му ставиме малку зеленичко така, за да биде убаво на око. Окото секогаш треба да биде прво задоволен, за да биде после и стомакот. Стомакот, желудникот, како се кажува точно? Стомакот, желудникот по македонски, по француски се стомак. И стомакот е желудникот. Да. Желудничето е по стомакот. Вала. Знаете што? Се враќаме за кратко. Ќе ги спремаме поклоните и ќе пробаме десертите. Епа, се враќаме, тука сме. Ги спремавме поклоните, обавезно. Секој што доаѓа овде кај нас, кај мене, кај нас во кујната, сакам да се враќа поно со поклони. Тоа е поентата, да дојдете, да уживате со мене, да поминаме овој момент и да се вратите со поклони. Ајде, почнуваме со поклоните. Прво имаме карес. Карес денес ни прави еден ваучер, 1000 денари, што можете слободно да идете таму, да си купите што сакате. Сега ако сакате поиќе додавате, мисле беше 1000 евра, не, 1000 денари. Да, повелете од карес, 1000 денари, еден ваучер. Продолжуваме. Нашите пријатели од Royal Fish. Royal Fish го познавате, Royal Fish? Искрено не ми се. Ако сакате домашни производи и све тоа, ова е македонско производ. Добре. Македонско производ прават, имат во Демир Капја, имат, како да кажам, како се кажа? Рибник нешто? Рибник, ете така, браво, што ми ги извадите, зборот не ми доаѓаше. Таму имат пасрамки и све тоа, и прават димена ладна пасрамка, и прават топла димена пасрамка, прават пасрамка на парчиња, без коски, и димена све, и прават и крап. Мислам ти, ова мора да се проба и да се ужива. Одлично. Јас, од кога ги запознав, на вистина, тоа е нешто за мене што не можам да кажам, без него не можам, ама го употребам често во јадењата и све тоа. На вистина може да бидат на масите од најубавите ресторани. Оти тоа е нешто посебно. Сите употребат димен лосос, димен такви. Тоа, да, лосос. Да. Кристал, се знае, исто македонско производ, Велес. Велешен. Велешен. Имате масло овде, имате Еленка, зачини од нив, поклонче, повелете. И имаме президент исто. Сите го знаеме, сите го познаваме, го имаме по сите маркети. Президент биено сирење, салакис, традиционално овчо, крем-фреш. Ја ги обожавам крем-фреш и путерот кај нив. За мене нема поубаво, оти во Македонија на вистина има навика од зејтини и такви ствари, ама јас имам навика и зејтини се, плюс крем и тоа. Пробајте ги намирниците и уживајте. Ви благодарам. Јас пак ќе кажам, стигнавме на крај на емисијата. Фала многу, Емили. Фала ви вас. Преубаво поминав кај вас. Се надевам оти убаво И поминавте ние поминавме убаво. кај мене, овде во нашата кујна. Сега ни останува Едва и чекам. Да го пробаме ова. Филушка за вас, за мене. Јас ќе ви кажам пријатно. Чао, се гледаме наредната недела. Ако сакате, седете на YouTube, Instagram, Facebook, на сите социјални мрежи. Телма, обавезно, секоја недела, плюс репризи. И, како секојаш кажувам, mission completed за денес. И, чао, тука сме за вас.